Вечно ќе ја сакам, горка ја своја, скопи кажи ми. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на денешната пресконференција соопшти дека трагичниот настан во скопската населба Карпош се случил по пат од балкон, при што животот го загубија жена и малолетно дете. Пријавата за настанот била примена од случаен минувач, пошто на улицата Теодоси Гологанов веднаш интервенирале полициски службеници од полициската станица Карпош и екипа на итна медицинска помош. На местото била констатирана смрт кај жената и детето. СВР Скопје извршило увид, телата се предадени на обдукција, од местото на настанот се подигнати материјални траги и мобилен телефон. Тошковски информираше дека истиот ден претходно била пријавена расправија меѓу сопружниците. Полицијата интервенирала и разговарала со жената која изјавила дека немало физички контакт и дека станувало збор за недоразбирање, пошто потпишала и службена белешка. По разговорот, таа се вратила во станот каде подоцна се случил трагичниот исход. По устна наредба, супругот Стојанче Јовановски бил уапсен поради сомневање за сторено кривично дело. Според министерот, во изминатите 2 години против него биле поднесени 10 кривични пријави за имотни деликти, насилен криминал и недозволена трговија со дрога. Во една од постапките биле пронајдени 20 паковки со наркотична супстанца, пошто бил уапсен и му биле изречени мерки на предпазливост. Во текот на 2025 и 2026 година, полицијата постапувала и по други пријави за нарушени брачни односи, но оштетената ги повлекувала поднесените пријави. Министерот нагласи дека сите околности поврзани со случајот се детално документирани и дека истрагата е во тек. Градоначалникот на општина Центар Горан Герасимовски изврши увид во активностите за реконструкција на улицата Светозар Марковиќ во населбата Ново Мало. Проектот опфаќа површина од 1310 квадратни метри и должина од 210 метри. Во моментов на терен се поставува нов асфалт. Според Герасимовски станува збор за проект кој ќе овозможи поквалитетна и побезбедна инфраструктура за жителите на овој дел од општината. Во Центар се реализираат конкретни проекти со стандарди што граѓаните ги заслужуваат. Секоја уредена улица е чекор поблизу кон поразвиена и побезбедна општина. Реконструкцијата на улицата Светозар Марковиќ ќе овозможи полесно движење за граѓаните и безбеден сообраќај. Воедно ќе придонесе за поуреден изглед на населбата, изјави градоначалникот. Со реконструкцијата е предвидено проширување на улицата, поставување нови рабници и тротоари, ново улично осветлување и атмосферска и фекална канализација. Од општина Центар информираат дека паралелно се работи на реконструкција на улицата Мирослав Крлежа во Дебар Мало. Наскоро се очекува почеток на градежните работи за вториот дел од улицата Ленинова. Градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски информираше дека и оваа година општината ќе ги субвенционира граѓаните при набавка на нови велосипеди со износ до 4000 динари по лице. Како што посочи Георгиевски, поддршката ќе изнесува до 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 4000 динари. Целта на мерката е да се поттикне поголемо користење на велосипедите како еколошко и здраво превозно средство. За реализација на мерката општината распишала јавен повик на кој право на учество ќе имаат сите граѓани со постојано место на живење во општина Илинден, кои ќе купат нов велосипед во периодот од 2 март до 30 април. Дополнителни информации за интересираните граѓани можат да добијат во просториите на општината, како и на официјалната веб страница на општина Илинден. Општина Ѓорче Петров започна засилена и координирана акција за уредување, разубавување и системско одржување на јавните површини на целата своја територија во пресек на пролетната сезона. Активностите се дел од поширока стратегија насочена кон унапредување на урбаната хигиена, зголемување на безбедноста и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните. На терен се спроведува интензивно кастрење на дрвја, жива ограда со цел подобрување на безбедноста и зачувување на зеленилото. Рачистување на гранки, зелен отпад со нивно соодветно отстранување, како и темелно чистење на тротоари, рабници и пешачки зони. Во рамки на акцијата се уредуваат паркови, детски игралишта, меѓублоковски простори, со што се создава почиста, побезбедна и поуредена животна средина. Од општината информираат дека со овие активности се поставуваат основи за понатамошни инфраструктурни еколошки интервенции во текот на годината. Надлежните најавуваат дека во наредниот период акцијата ќе се интензивира и ќе опфати дополнителни локации согласно утврдениот план, со цел создавање модерно, зелено и функционално Ѓорче Петров.
Општина Аеродром објави јавен повик за доделување признанија за особени достигнувања во областа на науката, уметноста, спортот, образованието и заштитата на животната средина. Признанијата ќе се доделуваат за остварување реализирани во текот на претходната и тековната година, како и за подолг период на работа и творештво. Предвидена е можност за доделување посхумни награди. Кандидатите можат да се пријават лично или да бидат предложени од правни и физички лица. Рокот за поднесување на пријавите е 7 работни дена од денот на објавувањето на повикот. Пријавите се доставуваат по пошта на адресата Општина Аеродром, булевар Јане Сантански или лично во архивата на општината. Секој работен ден од 9 до 15 часот, информираат од локалната самоуправа. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам во своја